власта никако да се помери дека нема мнозинство за уставни измени, наместо да прифати предвремени избори, бара виновници кај опозицијата. Кое е решението? Разговараме со професорката Иванка Василевска, пратеничка на ВМРО ДПМН. Госпоѓо Василевска, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве најдов. Така, теми за разговор има многу, но најактуелни сте, значи, уставните измени. Вице-премиерот Маричич и министрот за надворешни велат дека разговарале со некои од претениците на ВМРО ДПМН. Разговарале ли со вас? Немам таква информација, дека било кој од пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија имале некои блиски или персонални контакти со представниците на власта. Сметам лично дека тоа е само еден спин и обид за манипулирање на јавноста за да се создаде впечаток дека опозицијата е несинхронизирана, да се воведе истовремено и раздор во пратеничките редови, како и во она како нашите граѓани не перцепираат во однос на овој долг временски период на борба за македонското прашање. Ако ви се јави, што ќе му кажете? Па, сметам дека кај мене нема да се јави, ниту едниот, ниту другиот. Маричич е бил колега пред многу години на факултет и добро ми го познава карактерот и знае дека некои телефонски линии се секогаш зафатени. Бујар Османи исто така не гледам на каков начин би се обидел или би можел да допре, бидејќи моите ставови беа јасно искажани, тие се во корелација со она што го искаже и врвот на ВМРО ДПМН председателот Мицкоски, така што мислам дека ова е, пак ќе кажам, обид за едно девалвирање на се она што ние досега го правиме и го зборуваме, како и дефокус на јавноста од легитимното барање на опозицијата во ваква невозможна ситуација или народски кажано во еден ќорсо како во кој што се наоѓа Република Македонија, да се оди на предвремени парламентарни избори. Така, во парламентарна демократија собранието е контролен механизам на владата. Во каква демократија живееме кога министри се осудуваат да разговараат или да влијаат на претеници? Па евидентно е, јас можам да посведочам овие 3 години во собранието како избран пратеник, дека парламентарната демократија не постои во Република Македонија. Собранието е само една архаична институција која што проформа ги изведува своите перформанси, а тоа е она што со устав и со закон е пропишано да ја представува законодавната власт, во суштина е само една арена каде што не се слушаме едните со другите, не се води политички диалог, ниту пак извршната власт е свесна дека како и судската власт, која што е комплетно, морам да кажам, подчинета на извршната, всушност тие владеат на еден диктаторски начин на функционирање или режим, имаат големо подценувачко однесување во однос на институцијата пратеник, се однесуваат така и кон своите, значи кон мнозинството во собранието, но и со исто таква една индигнација и кон опозицијата, што е исто така недозволиво за парламентарните демократии, а ќе ве потсетам, а и нашите гледачи сигурно ќе се сеќаваат пред некоја недела на пратенички прашања, токму како премиерот Ковачевски се однесуваше кон пратеничката и професорката Гордана Силјановска-Давкова и како одеднашка надвор од било какво правило на игра вели јас повеќе нема што со вас да разговарам, јас ќе писмено ќе ви одговарам, демек него не му значи ништо бидејќи знаете како во суштина ова владеачка номенклатура која што сега има заробена Македонија има таков однос кон институциите на системот, бидејќи ништо од тоа тие прво не го ни почувствувале, ниту се бореле, ниту го разбираат тежината и значењето на самата институција. Кратко исто дека Ковачевски нема ни излезено на избори, не знае како е да биде на избори. Па и тоа да, Ковачевски беше избран некаква солуција внатре-партиска таму во делот на Социјалдемократскиот сојуз, каде што им требаше веројатно некој кој што ќе им ја заврши оваа друга валка на работа, бидејќи веројатно и Зоран Заев немаше стомак после она предавство со Преспанскиот договор да го истера овој процес до крај или свати дека ако остане до крај, дека уште поголем ќе биде неговиот пат и конечно она што еднаш го избегна да го направи, бидејќи поранешниот председател на Република Македонија Бранко Црвенковски го амнестираше,
дека следниот пат нема да може да биде амнестиран, бидејќи тоа е велепредавство кон македонската држава. И без оглед, и многу пати веќе видите и во јавноста се создава еден впечаток проевропа, антиевропа, вакви стратешки партнерства, онакви стратешки партнерства. Видете, вие, секоја суверена држава во светот, мора прво да си го почитува и да си го следи внатрешниот поредок, а потоа да излезе надвор во меѓународната заедница и таму да си гради пријателства и добрососедски односи и стратешки партнерства и се. Но ако е прекршен принципот и ако внатрешниот поредок е различен и е мислењето на граѓаните и начинот на кој што тие очекуваат својата држава да ја видат во европското семејство не се почитува на ист начин, туку им се наметнуваат само постојано нови барања кои што се девалвирачки и понижувачки, тогаш тоа е велепредавство. Власта најавила дека за 10 дена ќе ги испрати уставните амандмани во собранието. Зошто се уште не ги испрати, тактизира или свесно играат на картата на годишни одмори да почнат да се заборават? Јас истото го мислам дека купуваат време. Се може да се случи политиката, знаете, нема ништо, не е математика 2 и 2. Но мислам дека се обидуваат можеби да дојдат некаков канал да извршат притисок, ние ги знаеме механизмите со кои што се однесува во 2018. Како слично како со договорот од Преспа и со уставните измени тогаш? До сега немам таква информација, ниту лична, ниту на некој од колегите во парламентот, но видете, и со овие луѓе се е можно и ние сме затоа будни и сме присутни и следиме внимателно. Нашиот став е јасен, председателот Мицковски кажа, нема повеќе што да дискутираме, сите предлози што ги дадовме беа отфрлени или комплетно спинувани. Сега единствено што ни останува е да се одржат изборите и на изборите да им излеземе на граѓаните со програми и да им понудиме опции за Македонија. Тоа што ќе биде поддржано, како ќе одлучат македонските граѓани, така ќе тераме и понатаму. Османи неодамна изјави дека се прават анкети за содржината на уставните амандмани, ако нигде тие не се објавило. Како се прават анкети на невидено? Па ете така, со лажење. Со лажење и со манипулирање. Знаете како, не е етички господинот Бујар Османи, кој е доктор по професија и сваштолог во политика, да одлучува за мнозинскиот македонски народ, за неговиот идентитет, јазик, историја и култура. Важно е дека 80% од македонците пред СНС. Затоа го кажам ова. Да. Ова не е анти-албански став, ова е македонски став. Во тој став се содржани етичките нормативи кои што во најмала рака го ставаат господинот Османи пред две опции. Или да се повлече од функцијата министер за надворешни во овој период додека да се реши прашањево, или пак да биде максимално кооперативен со мнозинската македонска заедница, бидејќи таа македонска заедница, која што пред 2001 беше конститутивен македонски народ, возможи господинот Бујар Османи да ги ужива сите привилегии, дури да има и повеќе привилегии како етнички албанец од другите во Македонија. Значи, бидејќи е навредливо начинот на кој што тој се однесува и ги навредува чувствата на македонците и на сите кои што навистина ја сакаат македонската држава, го кажам ова вака отворено. И знам дека ова може да се испинува и знам дека повторно ќе излегуваат нивните гласноговорници со закани. Јас имав веќе закани од нивна страна уште минатата година и по живот и така што многу ми е јасна демократскиот капацитет и на Демократската унија за интеграција, а и на господинот Османи. И трета работа, во самиот концепт на кој што тој го пропагира или го продава, каде што нели влегува и овој билатерален договор кој што сега влегува како дел од таа преговарачка рамка кој што е надвор од копенхашките критериуми. Господинот Османи веројатно не е доволно информиран, бидејќи не е ни образуван за тоа да ги разбере позадинските аспекти на таквиот тип на договори кои што во никаква смисла не надоближуваат до Европската унија, напротив. Така, индикативно е што Османи многу лесно преговара кога се работи за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет. Дали така ќе преговараш ако се работеше за нешто за албанската историја, истото го мислам. Значи, исто најголема почит и кон албанците, етничките албанци, кон сите кои што се припадници на другите помали етнички заедници, а живеат во Република Македонија. Токму тука е проблемот. Не мој само. Јас сум институт како пратеник кој што ги представува ставовите на мојот електорат, на луѓето кои што мене,
тие 7-8 илјади луѓе кои што гласале за мене и сите тие кои што го следат мојот политички ангажман, доставуваат прашања и дилеми кои што треба да се адресираат до јавноста. И како таква, во таа улога, одговорно, ви тврдам дека тука, апсолутно, господинот Османи етички не се однесува коректно. Настрана сите други глупости кои што ги гледаме, ги гледаме како Знаете како бе подпишуваме за царствен паштот? Ништо. Подпишуваме за Клемен паштот. Значи, дали ако беше ако бе за некој дел од албанската историја, дали ќе беше паштот? Јас сум државноправен историчар. И припаѓам на најстарата катедра на правниот факултет, а тоа е правно-историските науки заедно со римското право. И можам одговорно да ви тврдам дека во комисијата кога се дискутирало и кога они така лесно ја откачиле го откачиле пака народски кажано среден век, нема ниту еден среден професионалец од колегите кои што, нели, од Институтот за национална историја или од факултетот за историја, кои што се занимава конкретно со среден век. Во исто време, кога тие така лесно све раздадоа, професорот Митко Панов објави во странство една книга која што треба македонската јавност да ја знае, а се ја нарече Ослепената држава, бидејќи се објави книгата во странство и стана срам за Македонија, нешто што светот го признава, а говори за Самуил. Па после некое време, година или две, се одважија и ја преведоа и ја објавија и во Македонија. И секој кој што сака да дознае што бил Самуил, што се нација и национализам, што е припадност, кој кому колку пати потекнува и кој има право, кој нема право, може да прочита книгата и ќе му биде јасно. Сакам да ви кажам, не можам јас да одлучувам за здравствената состојба во Република Македонија. Не може мене било кој премиер да ме назначи и да каже сега Иванка ти ќе одлучиш кои вакцини ќе ги примаат населението, а кои не. Не сум образована, ниту па имам право да си играм со животот на македонските граѓани. Така и во историската комисија. Немаат право луѓе кои што во животот објавиле 3 книги, од кои ако им ги отворите ќе видите дека 3-4 страни се вовет и другото се факсимили документи до кај 90 страни, да ви оценуваат научни тези кои што имаат сосема поинаква конотација. И тука сакам да ви кажам уште еден аспект. Значи, дека прашањево не може да се бави со комисија со тоа. Дава потврда и самиот наш источен сосед, кој ова прашање го извади од академските кругови и го внесе комплетно во политичката реторика. А во политичката реторика, ќе ми простите, ама учествуваат и најнеписмениот и најобразованиот. И тука критериумот кој е? Треба научната философија да се занимава. Апсолутно. Така, добро, ако вака лесно го распродава средниот век Османи и комисијата, што ќе биде кога ќе дојде на ред 19 и 20 века, што е целата наша историја, линески период, све? Па еве, веќе почнаа тенденциите, следиме, ние сме, нели, цело време ви кажав будни, тие, само би сакала и ова да го кажам во интерес на гледачите. Ќе се вратам малку назад, уште на почетокот на 90-тите години, кога се, нели, осамостои Македонија, кога излезе од, нели, поранешната Југословенска федерација, почнаа стратегиите на Бугарската академија за науки, каде што се креираше што ќе се прави понатаму. Точно е дека тие не признаа како суверена држава, но не го признаа македонскиот народ и македонскиот јазик. Значи, тој процес не е застанат. Сите ние кои што се бавиме со оваа проблематика, знаеме дека овој процес имаше стратегии кои што се после развиваше и преку странски фондации во Софија, се создава, значи, цели креации за тоа како ќе се постапува следната декада таа понезе. Крајната цел е се си ода по книга, до сега све се оствари. Ама видете, само нашите власти во сите влади до сега, помалку или некој помалку, некој повеќе, биле свесни за тоа и превземале одредени мерки, но ништо до сега не беше направено по сеопфатно стратешки, за да се направи еден штит од таквиот обид, тоест да се превенира пред да дојде до инцидентот. Сега веќе инцидентот е изгледан. Например, ако ми дозволите, ќе ви кажам еден пример. Лично јас сум изненадена, бидејќи во принцип како човек сум алтруист и верувам во доброто. Значи никогаш не размислувам негативно од почеток, секогаш гледам на поубавата перспектива.
Имавме нели серија на трибини кои што ги организираше партијата по области на секаде низ Македонија, заедно со акцијата која што одеше за посета на сите места, нели за руралните средини. И бев поканета да држам реч на една трибина која што беше посветена на културата и развојот на туризмот, заедно со моите сопартици и пријатели. И трибината беше организирана во Охрид. И бидејќи таму имаше и етаблирање имиња од културата и од туризмот, јас одлучив како академски граѓанин, како професор, да настапам малце во духовна смисла, значи да дадеме на сите аспекти, нели, простор. И одбрав да говорам повеќе за Свети Климент Охридски, за Свети Наум Охридски и за создавањето на Охридската книжевна школа. Во мојот настап, кој сака може да го види, во тие 10 минути, јас дадов еден преглед за значењето на духовното жариште, на културната нитка на Охрид и на главните белези, кои што се во секој случај Свети Климент и Свети Наум Охридски, како и отворањето на Охридската книжевна школа, која што е синоним практично и предвесница на првите универзитети кои што настануваат после тоа во Централна и Западна Европа. Значи, пораката беше топла, академска, духовна, културолошка и немаше никаква тенденција да се алудира на ништо. Поготово што сите кои што сме луѓе од перото знаеме дека нациите и национализмот можеме да ги дискутираме после француската буржуаска револуција, а не пред. Претходно има други компоненти, тоа е нели тема за друга дебата. Морам да ви кажам дека во месец дена толку многу напади имам од Бугарија на профилот, навреди. Не кажа за царот, кој цар го прати Свети Климент, бугарскиот цар, а самите се заплеткуваат во сето тоа, зашто тоа е нели поврзано со една друга етногенеза и средовековното бугарско царство си има други компоненти и тоа е еден помал систем во рамките на поколениот. Но тоа е пак, да кажам, ова е само вака го нафрлам, не го елаборирам, ти ќе одзема многу време. Кога сме кај односите со Бугарија, така, власта во Софија и во Скопје вела дека уставните барања ќе бидат последни, дека Бугарија нема да има нови барања. Но на Бугарија не и требаат нови барања, во сите нејзини барања се метнати веќе во протоколите и во преговарачката рамка. Така да тоа е уште една игра во Скопје и во Софија. Значи, тоа е само купување тоа е продавање на ветар и макла и всушност тоа што и вие самите го кажавте, тоа е сосема јасно. Целта на Бугарија е комплетно да го дерогира постоењето на било каков континуум за и етногенезата на македонскиот народ и со тоа нели со неговото деноминирање да биде нели комплетно претопување. Крајната цел е тие да докажат дека Охрид е значи втората столица, но е најважната столица, како нели со нивниот жаргон на бугарштината, дека вековната заложба на бугарите за обединување на сите бугарски територии ќе заврши со овој процес и нивната амбиција да го искористат овој историски моментум кога Европската Унија се наоѓа во една прекретница, да не заборавиме, имавме излегување на Велика Британија од европското семејство, многу малку се третира и во регионов, не само во Македонија тоа прашање, а е клучно, бидејќи ако го отворите Кисинџер во неговото дело Дипломатија, ќе видите секогаш кога англичаните одат во splendid isolation или во сјајна изолација, доаѓаат пресврти на европско и на нели сега веќе светско ниво. Тој дел никој не го забележува. Очигледно е значи однесувањето и дисхармоничниот однос помеѓу сојузниците сега, поранешните ривали Франција и Германија. Гледаме дека Европската Унија е бирократизирана и во ваков бирократизиран состав не е многу креативна, туку повеќе е влезена во административни, да речам, лавиринти и на тој начин и многу потешко успева да допре до прашањата кои што се суштински поврзани со концептот на создавањето на Европската Унија, тоа е обединети во различностите, тоа е Европа без војна, значи оној проект уште на Шуман и така натаму. Сите тие компоненти некако се заборавени, бидејќи се заборавени принципите на правдата,
А ние ги имаме и јасно кога сите европејци застанале зад билатералниот договор, заборавиле на 14 пресуди кои што ги има, значи кои што се, нели, каде што Бугарија е осудена и каде што се прекршени човековите права по токму на прашањето за Македонија и македонците, и тие се занемарени со тоа се докажува дека правичниот систем или желбата за постигнување на високите стандарди кои што ги содржат Копенхашките критериуми не се почитуваат. И во еден таков систем, вака кратко кажано, вие да верувате дека тоа е последното барање и дека после тоа ќе се вратиме сега на правосудството, не само наивни, треба да прифатиме дека сега ќе се напиеме отров и ќе умреме. А тоа е, нели, глупаво. Така, за крај на разговора да поразговараме за последните анкети кои беа објавени. ВМРО ДПМН има убедлива предност. Дали високата предност која имате речиси двојно лежи во вашиот единствен став во токму на овие национални прашања? ВМРО ДПМН овие 6, речиси скоро 7 години покажа дека е единствениот политички легитимен браник на македонските национални интереси, но не само во национална смисла, туку и македонските граѓански интереси. Бидејќи, за разлика од многумина, ние отворено проговоривме први и за криминалите кои што иницира, нели, на поранешниот генерален секретар на владата, и за криминалните дејанија на кланот Заеви, и за криминалните дејанија на кланот Ахмети, и на сите девијантни појави кои што го злоупотребуваат македонското ткиво, и злоупотребуваат македонските граѓани како даночни обврзници и ја уништуваат Македонија и одвнатре, а со тоа и однадвор. Оттаму, мислам дека со сите пречки, со сите предизвици, со сите падови и подеми, ВМРО ДПМН е навистина единствената опција за сите разбудени и освестени македонски граѓани за кои што секој ден се повеќе и повеќе и веруваат дека преку поддршката која што ја добиваме ќе добијат шанса за воздух. Ќе бидат ли овие избори трети или нов Илинден? Ќе се вратиме ли државата? Немаме друг избор. Ниту пак имаме друга шанса. Господи Василевска, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу среќа да истраете во вашите намери. Ви благодарам за можноста и ви посакувам и на вас, значи, успех, и се надевам дека ќе дојдеме во период кога ќе можеме да дискутираме повеќе за теми кои што се модерни, кои што се актуелни, а овие сновиденија и привиденија со кои што се занимаваме секојдневно ќе бидат едно лошо искуство и далечно минато. Ви благодарам.